Ова е просторијата на инфективното одделение во гостиварската болница, која што е опремена за изолација на евентуални пациенти сомнителни на коронавирус. Во просторијата има 3 болнички кревети, заштитни маски, очила, капи, ракавици и мантили за една употреба, како и средства за дезинфекција. Инфективното во Гостивар е едно од 3 одделенија во земјава, покрај тие во Штип и Велес, за кои министерот за здравство Венко Филипче вчера информираше дека се определени за обсервирање и следење на сомнителни случаи, ако се јави потреба. Директорот на болницата во Гостивар Јакуп Јакупи рече дека ја опремиле просторијата според препораките на министерството, а обезбедиле и посебно амбулантно возило за транспорт на евентуални заболени. По најавата вчерашна на министрот дека Гостивар ќе биде регионален центар, во случај на појава на коронавирус во Македонија, бидејќи немаме ни еден позитивен во Македонија, така што ние ги чекаме наредните насоки кога би детектирале таков случај, за да ги превземе сите неопходни мерки. Се разбира, во тој случај ние веќе бидејќи сега во скоро време добивме се снабдивме со уште едно возило за брза помош, значи го имаме спремено и возилото и сите неопходни дезинфекциони мерки во случај, дека имаме такви моменти да го дезинфицираме и одделението и персоналот и возилото за кое ќе биде испратено условно речено пациентот кој би бил заразен со таков вирус. Јакупи вели дека доколку дојде до згрижување на пациент сомнителен на коронавирус, тогаш инфективното одделение ќе се затвори за останатите пациенти, односно тие ќе се пренасочуваат на другите болнички одделенија. Во земјава досега не е регистриран случај на заболен од коронавирус. Здравствените власти ги зајакнаа мерките на превенција и формираа кризен штаб во рамки на министерството. На граѓаните им препорачуваат да ги следат општите мерки на заштита, како одржување на лична хигиена, поголема внимателност при подготвување на храната и слично. Инаку во Гостивар деновиве има зголемен број на граѓани со грип. На инфективното одделение во изминатите 24 часа лекарска помош побарале 100 пациенти.